Кейти Пери остави еден обожавател без зборови среде концертот со прилично неочекувана забелешка. На нејзината светска турнеја Lifetimes, која ќе вклучува 84 концерти, таа беше во одлично расположение, а за време на настапот во Невада реши да се пошегува на средина од песна. За време на изведбата на нејзиниот сингл од 2024 година I'm His, He's Mine, Кейти, облечена во трико и мрежасти чорапи, отиде до работ на сцената и застана. Таа биде обожавател, како пишува на мобилниот телефон, и му се обрати директно со многу јасна порака. Знам зошто си тука, рече таа со насмевка и театарска сериозност. Слушај, ако продолжиш да му пишуваш пораки на мојот сопруг, го правиш ова со месеци, откако настапува мофта. Не дојде поради мене, додаде таа. Ако продолжиш да му пишуваш на мојот сопруг, ќе ти избркаме. Сериозно, најди свој живот. Продолжи таа, а потоа го повтори насловот на нејзината песна Тој не те сака, Кајл, јас сум негова жена, јас сум негова, тој е мој. Тргни се сериозно. Кајли ја сподели снимката на X, а подоцна објасни дека се започнало затоа што сакал Кейти да отпее една од неговите стари песни што ги обожава, поради што се обратил до нејзиниот сопруг Орландо за помош. Шпанскиот премиер Педро Санчес побара Израел да биде исклучен од меѓународни културни настани како што Евровизија поради војната во Газа, исто како што на Русија и беше забрането да го стори тоа по инвазијата на Украина. Не можеме да дозволиме двојни стандарди дури ни во културата, рече Санчес, социјалист и долгогодишен критичар на политиката на Израел на окупираната палестинска територија според Reuters. Верувам дека никој не беше шокиран пред 3 години кога Русија беше исклучена од меѓународни надпревари како што Евровизија, откако ја нападна Украина. Затоа ниту Израел не треба да учествува, рече тој. Санчес ги повика уметниците да се залагаат за вредности како што се демократијата и мирот, критикувајќи ги оние кои го бранат безживотен и тивок културен сектор. Израелското министерство за надворешни работи не одговори веднаш на барањето на Reuters за коментар за забелешките на Санчес. Со овации смеа од почеток до крај публиката во преполната арена. Борис Трајковски ги поздрави Бранко Огњановски, Васко Тодоров и Љупчо Бубокаров по првото шоу во живо со кое прославуваа 30 години К15. Вечерта помина со многу музика, смеа и емоции. На сцената се редеа некои од најлегендарните скечеви, но и неочекувани нови скечеви, со кои се коментираше и сегашната состојба во земјата, духовито, храбро и препознатливо по стилот на К15. Посебна реакција предизвика громогласната изведба на Ти си некаде од Цацко и раскажувањето на кичмата, пеглањето на Тошо, Климе, Тошо и појавувањето на Бабчо. Целиот настап беше придружуван од голем оркестар со над 30 врвни музичари, диригирани од маестро Џијан Емин, кој стои зад оркестрациите на песните на Дуо Трио, а публиката имаше можност да чуе и сосема нова песна. Режијата е дело на Синиша Ефтимов, која обликуваше вечерта во вистинско театарско и музичко доживување. На 22 мај четврток во Театар Комедија представата Секс, лаги и главоболки, режирана од Александра Кардалевска, ќе има својата премиера. Таа е во колективно авторство, инспирирана од животни искуства. Представата нуди смеа, препознавање и моменти за размислување, оставајќи го гледачот со чувство дека бил дел од еден жив, вистински и емотивен свет, истакнуваат од Театар Комедија. Како што раскажуваат отаму, представата е динамична, духовита и емотивна, со леснотија се движи на тенката линија помеѓу хуморот и драмата, но секогаш останува искрена и блиска до животот. Преку 4 различни приказни што ќе ја разголат комплексноста на љубовните односи, од комични недоразбирања до болни откритија, четворица актери мајсторски толкуваат повеќе ликови, поставени во парадоксални ситуации на нивните љубовни односи, брачни предизвици и неверства, наведуваат од театарот.